Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Вчера беше свечено отворен ургентен центар во клиничката болница во Тетово во присуство на министерот за здравство Фатмир Меджити. Треба да се поттикнат полуматурантите нивниот избор за продолжување на образованието да бидат средните стручни училишта, истакна министерот за образование Јетон Шаќири во Тетово. Санкционирани 52 прекршоци надвор од населено место при вчерашната акциска контрола за санкционирање на возачите кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната. Вчера беше свечено отворен ургентен центар во клиничката болница во Тетово во присуство на министерот за здравство Фатмир Меджити. Беше најавено и решение за проблемот со паркирањето и нефункционалноста на лифтовите. Во клиничката болница во Тетово вчера беше пуштен во употреба ургентен центар, каде пред се ќе се врши триажа. Односно, тука ќе им се пружа помош на итните случаи кои досега се третирале во амбулантите на интерното и хирушкото оделение. Министерот за здравство Фатмир Меджити со директорите Плум Вела и Блерим Османи пресекоа црвена лента со цел на свечен начин да го означат почетокот на работа на ургентниот центар. Ургентниот центар опфаќа соба за интензивна нега, просторија за ЕКГ, за ехо, за мали хируршки интервенции и слично. Отварањето на овој ургентен центар ќе значи издигнување на нивото на пружената здравствена заштита за граѓаните на Тетово и регионот. Во моментот се прават напори за обезбедување и зајакнување со дополнителна медицинска опрема, а паралелно работиме на континуирано зајакнување и на кадарот со цел поголема ефективност. Во однос на зајакнување со човечкиот потенцијал, планираме и дополнителна континуирана едукација на медицинскиот кадар по европски стандарди. Во ова установа решаваме еден долгогодишен проблем како што е тој со лифтовите. За таа цел во тек е тендерот за набавка на 5 нови лифтови како набавка од министерство, а во тек и постапка за набавка за 2 лифтови преку клиничка болница Тетово. Продолжуваме и во периодот што следи да реализираме активности кои значат унапредување на условите за третман на пациентите. Клиничката болница на Тетово денеска прави отварање на ургентниот центар. Ургентниот центар, знаете и вие дека е еден далечен сон, што сега би требало да биде реален. Со отварање на овој центар, на ургентен центар, многу би се подобрило работава на другите оделенија што биле до сега пренатрупани со пациенти, што имале голем број на пациенти. Ова отварање на ургентен центар е еден од тие проективе за што се одвиват и понатаму. Други проекти имаме отварање на регулирање на паркингот, исто во склоп на клиничката болница Тетово. Инаку зошто ургентниот центар досега не функционирал иако се користеа дел од просториите во зградата, ниту министерот, ниту директорот немаа конкретен одговор. Министерот за образование и наука Јетон Шаќири денес беше во посета на средното стручно училиште Моша Пијаде во Тетово. При посетата во изјава за медиуми Шаќири рече дека во пресрет на престојните уписи во средните училишта треба да се поттикнат полуматурантите нивниот избор за продолжување на образованието да бидат токму средните стручни училишта. Министерот за образование и наука Јетон Шаќири денес беше во посета на средното стручно училиште Моша Пијаде во Тетово. При посетата во изјава за медиумите, Шаќири рече дека во пресрет на престојните уписи во средните училишта треба да се поттикнат полуматурантите нивниот избор за продолжување на образованието да бидат токму средните стручни училишта. Денеска сум во посета на регионалниот центар во стручното образование и обука Моша Пијаде во Тетово и практично ова моја втора посета на средното стручното училиште во текот на денешниот ден.
со намера во пресед на престојните уписи во средното образование кој започнува на 20 јуни да испратиме порака до полуматарантите добро да размислат каде ќе продолжат да се едуцират и да ги насочиме нивниот избор да биде средно стручното образование. Тоа е и нината, тоа го бара пазарот на трудот и возможува поголема веројатност за понатамошни успеси на лични и професионален план. Шакири додаде дека Министерството предвидува доделување 1500 ученички стипендии како поддршка за учениците кои што ќе се запишат во средно стручно образование. Ние како Министерство ќе ги поддржиме со доделување на стипендија, вкупно 1500 стипендии кои се дел од конкурсот за ученички стипендии за оние што се запишуваат до дуалното или воопшто во средно стручното образование. На прашањето дали се предвидува реконструкција на училиштето Моша Пијаде, Шакири одговори дека во 2024 година се очекува целосно негово реновирање. Веќе има одобрен проект, веќе има апликација за тој одобрен проект и комплетна документација која во претходниот период недостатуваше за да биде комплетна во постапка на одобрување за организирање на јавна набавка. Очекувам нашиот крајен рок 2024 година целосно да се реконструира не само еден објект, неколку објекти во ова училиште, освен тоа да се опременува и со нова опрема што ќе биде достапна за тие што тоа што го кажувам да го може да го реализира практично во наставата. Средното стручно општинско училиште Моша Пијаде денес брои околу 1500 ученици кои се образуваат во сообраќајна, машинска, земјоделско-ветеринарна, угостителско-туристичка, електротехничка, градежно-геодетска и шумарско-дрвопреработувачка струка. Премиерот Димитар Ковачевски на ВМРО-ДПМНЕ му понуди собранието да почне дискусија и да се изгласа потребата од измени на Уставот, а потоа да биде формирана влада во која ќе учествува и ВМРО-ДПМНЕ и ќе добие 5 од 10 ресори кои се сега на оваа партија, изјави Христијан Мицковски, председател на ВМРО-ДПМНЕ, по лидерската средба во клубот на пратеници. ВМРО-ДПМНЕ е подготвен да влезе во влада со СДСМ и со останатите политички партии, но без учество во истата влада на Демократската унија за интеграција. ВМРО-ДПМНЕ е подготвен да учествува во истата со тоа што избори подготвува техничка влада, не ова влада, 100 дена пред почетокот, пред одржувањето на тие избори, а евентуалните уставни измени да важат денот кога ќе отпочне ратификацијата на пристапниот протокол на Македонија во рамките на Европската унија од парламентите на 27 земји членки. Тоа тој го протолкува како кршење на преговарачката рамка. Јас тогаш му реков во ред, имам предлог јас за тебе. Додиме на правремени парламентарни избори, кои што ќе содржат на 3 дати дадов предлог, на есен, генерално, да се формира влада на широко национално единство, во која што нема да биде дел Демократската унија за интеграција, и бидејќи ниту една земја членка на Европската унија нема против со македонскиот многовековен идентитет, традиција, култура, обичаи, македонскиот јазик, тогаш еве, јас сум подготвен да разговарам со неколку премиери на земји членки на Европската унија на следниот состанок на Европскиот совет, да изгласаат потврда, гаранција за сето ова кое што ние го збориме, па да видиме дали е навистина така како што ни велат дека е така. ВМРО-ДПМНЕ не е против уставни измени во државата. Тоа е заеднички заклучок и клучна порака од оваа средба, изјави премиерот Димитар Ковачевски по денешната негова средба со председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. ВМРО-ДПМНЕ не е против уставни измени во државата. Значи тоа е заеднички заклучок и клучна порака од оваа средба која што ја имавме денес, и тоа е добро. Бидејќи вакви одлуки, јас од прв ден кажав дека се одлуки кои што се одлука на сите политички партии, одлука на целото општество. Ова не е процес на еден човек, не е процес на една политичка партија, не е процес на една влада,
туку е процес во кој што треба да учествуваат сите и заедно да обезбедат подобра и попросперитетна иднина на сегашните и наидните генерации. На денешниот состанок исто така се прави јасна дистинкција за тоа дали ќе ја интегрираме државата во Европската Унија или ќе ја оставиме изолирана, што сметам дека е добро диалогот кој што се води да продолжи и на крајот сите заедно да изградиме еден став дека за државата е најдобро да биде интегрирана во Европската Унија и со тоа да ги оствари целите за унапредување на општеството во сите сегменти, пред се владењето на демократијата, социјалната правда и економскиот просперитет, кои што се клучни придобивки од зачленувањето на државата во Европската Унија. Ова е веќе стратешка цел и на нашите земји партнери, како во Европската Унија, во НАТО, така и на нашиот најголем стратешки партнер, Соединетите Американски држави, кои што сите недвосмислено го искажаа дека сега е моментот и има отворен прозорец за проширување на Европската Унија и за влез на државите од Западен Балкан, пред се тука се мисли на нас, на Албанија и на Црна Гора, во полноправно членство во Европската Унија. Токму затоа и уставните измени, односно вклучување на други делови од народи во преамбулата на нашиот устав, се чекор напред на овој европски пат и гласот за нив практично е глас за европската иднина на државата. Председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари денеска на пресконференција изјави дека очекува да има 80 пратеници кои ќе ги поддржат уставните измени и додаде дека имаат контакти со сите партии. Јас сум оптимист, се надевам и посакувам да се постигне бројката 80. Ако не се постигне, ја мислам дека тоа е лошо и за нас сите што сме тука, и за граѓаните, и за сите. Ако се случи да се раздели Албанија да ги започне преговорите во ноември, декември, ние да останеме и да почекаме да организираме нови избори, јас се повеќе сметам дека ќе влеземе во сценариото од 2008 година со Букурешт. Ќе ни треба можеби уште една декада да изнајдеме решение кое што најверојатно ќе биде полошо како што беше решението од 2008 година за името Република Македонија од Грција, се бараше само за надворешна употреба, сега е за целокупна употреба. Ја мислам дека само ќе влегуваме во циркулус вициозус од кој што тешко ќе излеземе, а се повеќе млади ќе ни избегаат од државата. Сепак, почетокот на преговори со Европска Унија, мислам дека е надеж. Може би е лажна надеж, меѓутоа е надеж за повеќето млади. Затоа во третата точка што ја кажав, реков дека пред се мора да помислиме на нашите млади луѓе кои што се уште се тука во државата. Во продолжение ви ги пренесуваме информациите од најновиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 14 часот во СВР Тетово 38-годишникот Тетовско Синичане пријавил дека бил измамен од едно женско лице за сума од 350 евра. Според пријавеното, тие се договориле со лицето, вработено во автошкола, да му помогне при полагање на возачки испит, но договореното не било завршено, пошто таа не му се јавувала на телефонските повици и сватил дека бил измамен. Се работи на расчистување на случајот. Вчера во 16 часот и 50 минути во кругот на полициската станица Тетово со судска наредба полициски службеници од СВР Тетово извршиле претрес на патничко возило БМВ со гостиварски регистарски ознаки, кое на 2 јуни оваа година од улица Видое Смилевски Бато било донесено со паек служба при постапување по акциска контрола, а возачот на возилото, 32 годишник од гостиварско Чегране, бил приведен поради издржување на затворска казна, но одбивал да го отвори возилото за да изврши претрес. При претресот во присуство на собственичката 29 години од гостиварска Долна Бањица, во багажот биле пронајдени марихуана, предмет со остатоци од кокаин и други предмети. Пронајденото било одземено и по документирање на случајот ќе следува соодветна пријава.
Вчера во 18 часот и 15 минути во трговски центар на улица Маршал Тито во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово привеле две малолетнички од Тетово и Тетовско селце. Тие биле фатени при извршување кражба во продажен објект. Украденото било вратено на собственикот, а малолетничките биле задржани во полициска станица. По целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 19 часот и 40 минути на булевар Маршал Тито во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 18-годишникот Тетовско Слатино, поради тоа што истиот ден околу 19 часот бил пријавено 43-годишникот Тетовско Фалише дека физички го нападнал во неговиот деловен објект. Лицето било задржано во полициска станица и по документирање на случајот ќе следува и соодветен поднесок. Вчера во 23 часот и 50 минути во полициското оделение Теарце, 31-годишничка од Тетовско Теарце пријавила дека околу 19 часот и 30 минути во селото била нападната од неколку кучиња скитници, при што паднала и се здобила со повреди. Ноќеска во Овара Гостивар, 38-годишник од Долнореканско Нистрово пријавил дека околу 40 минути по полноќ на регионалниот пат од Гостиварско Здуње кон Гостивар бил физички нападнат од БС. Се работи на документирање и расчистување на случајот, пошто ќе следи и соодветен поднесок. Вчера на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола за санкционирање на возачите кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната. При тоа биле санкционирани 52 прекршоци надвор од населено место. Вчера во период од 12 до 18 часот на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово била спроведена акцијска контрола за санкционирање на возачите кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната. При тоа биле санкционирани 52 прекршоци, 37 во Тетовско и 15 во Гостиварско, кои биле надвор од населено место. На прекршителите им биле изготвени соодветни платни налози, додека за најбрзите ќе следи и заштитна мерка, забрана за управување во траење од 3 до 12 месеци. Исто така во текот на оваа акцијска контрола биле констатирани и 5 останати прекршоци. Во врска со овој прекршок, движење со брзина поголема од максималната дозволена брзина, во мај 2023 година биле санкционирани вкупно 980 прекршоци, 552 во Тетовско и 428 во Гостиварско. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до возачите да ги почитуваат законските правила и прописи во сообраќајот и поради фактот дека брзината е главна причина за поголемиот број на сообраќајни незгоди на подрачјето на СВР Тетово, возачите да бидат совесни и да придонесат за нивната безбедност и безбедноста на другите учесници во сообраќајот.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!